Општина Аеродром одбележа два значајни јубилеа: 20 години од своето основање и 153 години од раѓањето на македонскиот револуционер Јане Сандански. Свеченоста се одржа во паркот кој го носи името на Сандански, каде што бројни граѓани од различни генерации, представници на локалната власт, образовни институции и граѓански издруженија оддадоа почит пред неговиот споменик. Вршителот на должноста градоначалник на општината Дејан Митевски заедно со представници од Советот на општината, делегации и граѓани положија свежо цвеќе во чест на македонскиот војвода. Свеченоста продолжи со културно-уметничка програма. Хорот на основното општинско училиште Блаже Конески ја исполни македонската химна, а оркестарот на основното општинско училиште Лазо Ангеловски приреди музички настап. Фолклорниот ансамбл Никола Јонков Вапцаров ја збогати атмосферата со традиционални игри. На настанот беа доделени плакети, признанија и благодарници на истакнати жители на Аеродром кои со својата работа во уметноста, спортот, науката и културата ја афирмираат општината и надвор од државните граници. Признанија добија и вработени во општинската администрација кои со години вложуваат труд за подобрување на животот во општината. Наградени беа и млади таленти кои уште од најрана возраст остваруваат успех во различни области. Од општина Аеродром порачуваат дека и во иднина ќе продолжат да го поддржуваат талентот, ангажманот и развојот на сите граѓани, со цел општината да остане пример за успех и напредок. Облечени во палта, вратоврски, елегантни чевли, стотици моторџии дефилираа низ скопските улици во знак на подигање на свеста на машкото здравје и борбата против ракот на простатата. Македонските урбани моторџии по 10-ти пат земаа учество во глобалниот хуманитарен мотоциклистички настан од кој собраните донации одат во лондонската фондација Movember, пошто се распределуваат низ институции фокусирани кон превенција на машкото здравје. Секоја година во Скопје се поголем интересот за учество, вели организаторот на настанот Игор Стефановски. Тој раскажува дека движењето започнало во Сиднеј во 2012 година од група на моторџии во чест на нивен пријател кој починал од рак на простатата, а со цел на несекојдневен начин да привлечат внимание и да ја зголемат свеста на глобално ниво за превенција од оваа болест. За денес овој настан да прирасне во најголем собир на мотоциклисти на светско ниво. 100.000 мотоциклисти од над 100 држави низ целиот свет учествуваат во движењето. Годинава во Скопје има рекорден број на учесници на настанот, речиси 200. Да се биде дел од ваков настан е особена чест, велат дел од мотоциклистите кои земаа учество. Скопје е дел од движењето од 2016 година. За 10 години учество зеле 1300 моторџии, собрани се над $20.000. На глобално ниво пак од основањето на движењето собрани се над $50 милиони. Општина Ѓорче Петров со европски проект воспоставува паметен систем за рано откривање поплави и спречување на загадувањето во сливот на реката Липенец. Во рамки на европскиот проект Паметен систем за рано откривање поплави и мониторинг на отпадот во сливот на реката Липенец, општината започна со имплементација на сеопфатен иновативен интегриран модел за заштита на животната средина преку примена на современи технологии. Проектот има јасно дефинирана цел: подобрување на квалитетот на животната средина преку рано откривање, контрола и спречување на загадувањето, особено фокусирано на дивите депонии и нелегалното одлагање на отпад. Реката Лепенец, како значаен воден тек кој минува низ територијата на општината, со години се соочува со проблеми предизвикани од човечки фактори, неконтролирано фрлање отпад, појава на диви депонии и зголемени ризици од поплави. Со овој проект Ѓорче Петров прави крупен чекор напред, воведувајќи систем кој обединува технологии за рана детекција, автоматско известување, мониторинг од воздух и долгорочна анализа на податоци. Проектот предвидува поставување на паметни камери на стратешки локации долж речното коридо, особено на влезовите и излезите од критични зони, каде што честопати се појавуваат диви депонии. Овие камери се високотехнолошки, имаат можност да регистрираат движење на лица и возила дури и при слаба осветленост, автоматски да препознаат сомнителни активности, како што е пристигнување на товарни возила во заштитени зони. Во моментот кога системот ќе регистрира активност, што се смета за потенцијален ризик, се активира аларм кој веднаш се пренесува до надлежните инспекцијски служби. Покрај тоа, сите снимени материјали се архивираат во безбеден систем и можат да бидат користени како доказ во понатамошни административни и правни постапки, истакна Бован Стојановски, раководител на одделението за поддршка на градоначалникот во општината Ѓорче Петров.
Тој додава дека освен тоа, проектот вклучува и користење на беспилотни летела дронови, кои како што нагласува имаат клучна улога во превенцијата и раното препознавање на проблемите од терен. Скопската полиција синоќа во 22 часот и 30 минути добила пријава за сообраќајна несреќа во село Кучевиште, Скопско, откако возило Volkswagen Golf со скопски регистарски таблички управувано од 19-годишниот ШЗ од селото Долно Коњари, општина Петровец, излетало од патот и удрило во ограда. Во несреќата возачот се здобил со тешки телесни повреди, додека со патникот МХ, 19 години од Скопје, се здобил со телесни повреди, констатирани во градската општа болница Свети Наум Охридски. Увид на местото на несреќата извршила увидна екипа на СВР Скопје. Велат од полицијата се превземаат мерки за расчистување на случајот. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно